Добар ви ден, почитувани наши гледачи и пријатели на Вкусот на традицијата. Еден голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски, каде што заедно сите го подготвуваме новиот рецепт на денот. Верувам, ке започнам од една приказна во која што нема жена која што нема да се најде домаќинка во таа приказна. Дали ви се случува и верувам секојдневно. Немате време, носите дете, англиски, музичко, курсеви, спорт, вие доаѓате од работа, едноставно сте изморени и не ви се готви, како да кажам. Јас исто така сум се нашла многу пати во таа ситуација. Но затоа се тука убавите наши македонски специјалитети, со домашно македонско месо, со македонски зеленчук. Добивате една прекрасна македонска тава, без да му ја мислите. Едноставно за час. Само сето тоа измешајте го, редната нека ви биде пуштена на 250, а потоа на 180 и оставете едно 2 сати да си крчка на тивко. Нема отварање, нема ништо. Значи, ова е една прекрасна тава со свинско месо и зеленчук. Што се е потребно за тој рецепт? Потребна е вешалица или вратнели, од прилика околу 500 грама. Малку исчукана предходно и да биде така како шницла, но малку подебела. Ке ви треба 2 компира ситно насечкани, една зелена пиперка, 2 главици кромин, 2 чешниња лук, една лажица сенф, една лажица мед, една чаша бело вино, вода по потреба, масло по потреба, малку брашно и презла во кој што ќе ги уваламе и малку пропржиме овие шницли, тоест овие вешалици. И од зачини ќе ни треба малку триена сол, бибер, мешан сув зеленчук, буковец и малку црвен пипер. Да се зафатиме со работа. Ке ви треба едно тавче во кој што ќе го пржиме месото на загреано масло и една голема земјана тава, за да ја собере целата течност и да има каде да крчка, да не ви прелива и да не ви ја испрља рерната. Значи, ставаме околу 1 децилитар масло и ќе го промешаме брашното со презлата. Или ако немате презла, увалкајте ги само во брашно. Ке треба малку да ги насолиме. Ете така. Во смесата за валкање, значи само да добијат мирис на пржено. Значи не треба до крај да се пржат. Туку само да го добиеме тој прекрасен мирис кога е нешто прженко така. Ова после кога ќе се крчка, месото ќе се распаѓа. Месото буквално ќе се распаѓа. Е така, нека има и мрсничко. Можете и друг вид на месо да употребите, и пафлаче, и... Значи, што и да имате. Така. И нив ќе ги ставиме тука, ќе направиме место. Ајде.
И последното парче. Ајде така. Сега тоа додека се пржи, ќе го завртам јас. Додека тоа се пржи, ќе го направам преливот. Како што ви кажав, 1 лажица мед, и 1 лажичка сенф. Така. Тука ќе го ставам виното. 1 чаша вино. Ако сметате дека е малку, и додадете. Ова можете да го направите наутро, да ставите редната на 100, да ви е вклучена, кога ќе се вратите од работа, тоа да биде готова. Или доколку користите крчко, ова е идеален рецепт баш за крчкото. Така ќе додадам малку водичка. Исто 1 чаша вода. Така. И токму тука ќе додадам и уште малку винце. Тука ќе ги ставам сите зачини. Значи ќе ставам бибер, половина кафено лажиче, мешан сув зеленчук, 1 кафена лажичка, малку буковец, нека замириса на пиперче така, суво пиперче, малку триена сол, половина кафено лажиче и малку црвен пипер. Исто половина кафено лажиче. Еве на месото му е веќе готово и од другата страна го превртувам. Уште неколку минути од другата страна. И ќе исклучам ринглата. Не ни треба повеќе. Така. Сега, од ова што е останато, ќе ставам малку масло во земјената тава. Значи да видите тоа. Како ќе го направам? Во земјената тава ставам масло на дното. Така. И ќе ставам 1-2 лажички од ова. Кај што има и презла малку и брашна. Така, толку. Мевцето ни е веќе готово. Го редам во талеле, како убаво мириса. Ние тука во Етно село го користиме мевцето на петковски. Секогаш свежо, вкусно, прекрасно. Ете така. И сега, само ова ќе го направам 10 секунди. 10 секунди. А ринглата ми е исклучена. Толку само. И истото масло ќе го истурам од озгора. Така. И вака ставам насекаде над месото.
Мераци. Ете така. Добро. Сега го ставам компирчето врз месото. Да го покријам, значи, месото. Ставам пиперката одозгора. Ова ќе дојде како ѓувеч нешто така. Така. Ќе го ставам кромидот. Така. Да влезе таму каде што имаше простор слободен помеѓу месото. Така. И сега ќе ставам уште масло, половина чашка во сенфот, медот, белото вино, водата. Ете така. И тука се, како што видовте, сите зачини. Ова ќе го промешаме. Всушност, тајната на вкусот на ова тава, свинско месо со зеленчук, е токму овој прелив сега. Така. Одлично. Така, да биде, значи, се покриено. Но најважно е од никаде да не диши тавата во текот на печењето. Значи, да биде добро затворена. Ја ставате во рерна, да почне да крчка, ја намалувате на 180 и оставете 2 часа, дури и 3 часа да оставите, нема да и биде ништо. Сега зеленчукот ќе пушти уште вода, но 10 минути пред да биде готова, отворете и оставете ја малку да се запече. Ние сега ќе го правиме тоа во кујната, а вие, драги гледачи, останете со нас да видите како ќе испечеме, како е вкусна да ја пробаме и со што ќе ја комбинираме. Тоа е специјално само за вас. Брзо, едноставно, лесно и не многу скапо. Еве, а тавата со свинско мевце, тоа што ви реков, што најчесто, нели, кој ни се случува да не ни се готви, погледнете од тоа што излегува. И секако кога ќе го направите, да има сок, да има сос. Го аранжира во кујната со шери доматчиња, со кромиче, со пиперчиња. Сакам бескрено да се заблагодарам на тимот на Етно село Тимчевски и во кујната да се заблагодарам на шефицата Силвана Бојковска, која навистина ни беше десна рака за снимањето на емисиите, да се испече, да се подготви. Ето. Леле, колку е вкусно. Мевцето се распаѓа. И компирчето. Леле. Значи, како можеш, не се разбира, пак со лепче, да си мацнеш. Како вкус. Леле, луѓе мои, каков убав вкус.
левцево се распаѓа. Се распаѓа. И се е така вкусно, споено, кромит, лук, пиперке, значи се поред, не знам што све немаше. Фантастично. И вкусот на сенфот со месото. Прекрасно нешто бе, како убава тава, леле. Мераци, мераци. Имаме токму сите да го поделиме. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. И знаете како велат? Најчесто имаме стравови од губиток. Да не изгубиш пари, да не изгубиш ова, да не изгубиш тоа. Најчесто па тој страв не држи многу далеку од добивката. На здравје до следната емисија. Ве сакаме. Чао, чао.